Новиот објект во Хаг, познат како Меѓународен центар за гонење на криминалот за агресија против Украина, ќе собира докази за одлуката на руското раководство за напад на државата. Today we gather here on Денес се собравме по повод вистински историски момент, би кажал епохален момент, кога цивилизираниот свет не само со зборови, туку и со конкретни акции покажува дека одговорноста е најважна. Обвинители од Украина, Европската унија и САД ќе подигнат кривична постапка против Русија. Центарот ќе работи заедно со Меѓународниот кривичен суд, кој веќе ги истражува војните злосторства и злосторствата против човештвото, но не и злосторството на агресијата. Тоа прашање, агресијата, одлука за нелегална војна, е надвор од јурисдикцијата на Меѓународниот кривичен суд. Злосторството на агресија е по примерот на судењето во Нинберг на крајот на Втората светска војна и гонењето на нацистичките водачи. Тогаш тоа беше наречено злосторство против мирот. Во моментов нема суд со таква јурисдикција да расправа за ваков случај, но Сенц вели дека од витално значење е оние која започна инвазијата на врз Украина, вклучително и рускиот претседател Владимир Путин, да бидат кривично гонети за агресија. Why? Because it's the only crime that's a leadership. Зошто? Бидејќи тоа е единственото злосторство што е криминал на лидерството. Второ, бидејќи тоа е злосторството да немаше војна. Немаше да зборуваме за воени злосторства и злосторства против човештвото. Сојузниците на Русија најверојатно би се спротивставиле на формирање глобален трибунал, како што е судењето во Нинберг. It's far from sure. Далеку од тоа е сигурно дали и кога ќе се создаде трибунал. На крајот од денот тоа би можело да биде европски или регионален трибунал наместо глобален трибунал. И тоа може да биде начин за да се излезе од ова политичко прашање. Украина вели дека документирала повеќе од 400.000 злосторства поврзани со руската инвазија, мета на убивање цивили, како што е ракетен напад врз ресторан во Караматоркс, сексуално насилство, мачење и присилно раселување на цивили, вклучително и деца. Киев се надева дека вината за започнувањето на војната ќе падне врз руските лидери. Од друга страна, Москва негира дека извршила војни злосторства против човештвото и агресија.